Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, ја ве сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва интервју со Тома Фила. Пред 3 години, во време на короната, застанавме тамо некаде кај тие македонско-бугарски односи. Всушност, уште тогаш проценувавме дека тие македонско-бугарски односи ќе бидат најтешки, највалкани за варење на македонската јавност, и тоа навистина се случи. Вечерва работниот наслов на интервјуто е сите тајни на Тома Фила, неговите адвокатски услуги, на Јованка Брос, на Желјко Ренатовиќ Аркан, сите тие тајни низ кои поминала неговата кариера, македонски олигарси, транзиција и така натаму и така натаму. Интервјуто трае некаде 60 на минути, останете со нас, сигурно нема да зажалите 60 минути ексклузивно интервју со Тома Фила. Томо, снимавме пред короната, значи некаде 2 недели пред да се прогласат карантини, да се затворат граници и така натаму. И тогаш 2 работи кажавме, кои времето ги потврди. Првото кажавте дека договорот со Бугарија ќе биде многу потежок од договорот со Грција, и тоа се потврди. Гледате низ какви турбуленци поминува македонското општество. Ужас. Јас прво, ние властите не ги сакаме бугарите. Не ги сакате? Не. Затоа што ние властите имаме проблем со бугарите. Со бугарите немаме проблем со други. Али ова не е одстрана, ова тоа е веќе анегдотски. Она што е главни извор на информациите на нас сите од Србија се е Шаин, новинар, дописник на Политика, и негови текстови најпојќе влијат на нас и на мене најпојќе. Од време на време гледам 24 сата, кога имам време. Македонија толку и нема појќе РТС и се не дават прилози од Македонија. За мене северна и јужна тоа не постои, и тоа е Македонија кај. И основно прашање е докаде мислат да влегват во историјата на Македонија. Видите, јас бев потпуно против на српски желби од некои порано, пред рат, 41 по тој рат, пред рат, да станат македонци јужни Срби. Повторно се појави Грција, која не сакаше да биде Македонија во Грција, дури Венизелос не сакаше ни Битола, ни Прилеп да влези после Прва светска војна. Тој рече, јас земјата би ја зел, али тоа 400-500 илјади македонци идат со тоа, а ние имаме веќе 1 милион од егејски македонци кои ги растурија под Маркос. Не Маркос, него пред тога Метаксас, генерал Метаксас, кој беше промотор на прича во Грција живат само Грци. Кој не сака така, фиктер или во затвор. И тогаш Македонија плати. Егејски македонци у суштина не постојат веќе. По некои од Кришан ќе ти речи дека е по македонско потекло, и то на границе со Битола и там. Али кај што беа порано ги нема веќе. Сега бугарите останеа перманентна опасност по Македонија. Затоа што тие првите тврдеа дека македонци се бугари. Источна варијанта на јазик, почнаа да се враќаат на фашизам, ова што се направи во Битола и во Охрид од цар Борис и Ванчо Михајлов, кои беа фашисти, кои крвави раце имат во однос на Македонија. Не можеме ние, ајде да речиш, да бидеш фино васпитан и да кажеш дека то не се злочини на Бугарија, него на фашистичка Бугарија. Така и ние со Маđarска направивме договор.
To što ga napravija krvavi race, što, ne znam, izvršija mnogo Zločini. Zločini srpski, ne znam kako. Zlostarstva. Zlostarstva. Novosađani gi pikaju živi pod mraz, pod zaleđa na Dunav, za da se davat tamo pred njim. To je definitivno jasno da to vršeše fašistička Mađarska. Сега не е така. Одлични сме во пријатели и слично. Така и сакавме да бидиме и Срби, и нормално би било и Македонци. Али ти да речеш дека некои фашисти направил. Кои фашисти? Не беа српски фашисти или хрватски или не знам немачки, италијански. Можеш да речеш дека фашистичка Бугарска направи. И да речеш дека ова сега не е така. Ali promjena na imenu, promjena na istorijata. Ja ne možem da shvatam do kade sakati. Što mislite, na primjer, вие сте пријател со Ивица Дачич, советник му бевте кој беше министар за внатрешни работи. И сега сте му во партија, тој е министар за надворешни работи. Тако е, јас сум во член на председателство на... Српската дипломатија е наследничка на југословенската дипломатија, која реално беше мокна дипломатија формирана во време на Јосип Брос Тито. По Титовците. И денес се гребат Србите кај одиш во Африка и Азија. За Тито? Тито. Не им чинеше, меѓутоа сега кој им треба движењето на неврзаните. Кои се вашите информации? До каде ќе оди таа работа со Бугарија? До каде сака Америка и Европска заедница. До тамо? До тамо. Прво ни ветија, као и обично лажат. То е оно невероватно што тие ќе дојдат службеници и сега некои Вархели, некои не знам овие, не знам оние, Урсула фон дер Лајден и не знам тие, ти мислиш дека тие се некои чудо. Тие се плаченици. Службеници кои амбасадори и слично друго. Тие немат своje мишљење. Тие спроведуваат. Спроведуваат. И примат огромни плати за тоа. И треба да примат. Нормално не нашите плати, него по 15, 20 и 30 хиљади евра. Месечно. Месечно, наравно. Као и судијете во Хагите и шо сакаш ти независност нивна, тој само мисли колку шо да продолжи за тамо. И ќе вика така. Значи, Македонија е преварија. Променија устав. Македонците променија устав. Постанаа Северна Македонија. Им ветија дека ќе имат сигурни граници, денес и Бугарска, Българија не сум сигурен дека сматра дека границата е чиста. И не е ни сигурно, иако влего е во НАТО. И второ, што се плетка во историјата на Македонија, не почитува, како што би требало, држава. Него прави, то се еден народ, две држави, то не е источна и западна Германија. Германија и Австрија. То не е исто. Македонија е независен народ, посебен народ. Дали појќе личи македонскиот јазик на бугарски или на српски или на словеначки, например, свеједно. Али тоа е словенски јазик и Македонија се независно се развиеш. И не можеш ти да речеш денес дека е овака или така. Европска заедница му вети на Македонија да ќе отпочни преговори за влегување во Европска заедница. И то заедно со Албанија. Не знам зашто, али веројатно бидејќи Западна Македонија има албанци. И наеднаш ги превари. Како до тогаш не знаја дека Бугарија ќе рече нешто. Јас ви реков тогаш. Јас се плашам од бугарска реакција. Тие чекај. И начекај. Се заврши, елате сега кај нас. Тој е ко боксер кој одвај поминува и доаѓа нов боксер и да го нокаутира. Јас се надевам дека Македонија ќе се одупре од тоа. И ќе бара да биде све јасно. И гаранција од Америка и од сите дека ќе влезат.
не ќе влезат, него да почеток на преговори. Преговори. И тоа втората работа која кажавме тогаш беше дека многу тајни, многу работи ќе однесете горе. Да, нормално. Така е. Меѓутоа многу тајни можеме да ги кажеме во емисијата, бидејќи и тајните кои можеме да ги кажеме се исто така бројни. Кога ќе се свртите наназад повеќе од 50-60 години нели кариера, кога сврти се наназад, кои 4-5 судења, личности оставија трага во вашата кариера? Видите, овако. Најголем проблем имав со заступување на Јованка Брос. Со Јованка Брос. Ужас. Ми се закануваја овде, по телефони, по улица. Ни 10% од тоа не беше кога го бранев Слободан Милошевиќ. Значи за Јованка нема. Неверојатно. Зошто? Затоа што комунистички режим постоеше и неја ја прогласија овие Доланци, Љубичичи, овие кои беа веќе 5-6 души беа. И тие прогласија дека тај непријател на државата, дека го малтретираше Тито, не му даваше лекарства, го биеше. Тоа немаш појма што глупости кои прочитав. Ода. И луѓе го веруват. Кои во политика, знаеш, една добра пропаганда. И како рече овај, ако ме пусти 7 дана да говорим у Калифорнија, биче комунистичка. Ето тоа така и рекој. Така и беше. Тоа е најтешко, мислам. Добро. Се е друго. Колку време ја браневте вие? Колку време бевте адвокат? Од 83 година до 2000 и нека. До смртта скоро. До смртта на Милошевиќ. Не, до смртта апсење на Милошевиќ. Да Тогаш не може повеќе. Повеќе не можевте. И останав други и тогаш се јавија, да, остаре жената. Добро. Успев, оно што беше голем успех. Едино во што сум поарен од татко ми, али само во тоа, а иначе поголем адвокат од мене, тоа нема проблем. Е 2 пати добив уставни спор пред Уставни суд. 2 пати. Една за Јованка и друг пат за Слободан Милошевиќ. 2 пати имате? Да, 2 пати. Јованка, тие гласаја на Кварно, 28 децемвр, не знам која година, заборави сега, после смртта на Тито, значи 81 ту негде. Пред да си одат савезни посланици, им ставија од разно еден закон, кој го крстив јас, Лекс Јованка, по кој целата имовина на Тито и наследството станува во држава. Значи Југословенска држава. Југословенска држава. И овие прочитаја кога дојдоа дома што изгласаја. И гласаја на излагање. И јас напишав тогаш захтев за уставни, да оцена уставности, во името на Тито, као човек кој мисли така. Јованка не се споменува во ова. Ова го велам затоа што јас успев да го добив, да го срушам тоа. И тој закон е поништен. И тогаш јадна Јованка изјави, па то 6-та личка заврши. Која е 6-та личка, мислам се. Дека 6-та личка има завршено. Да, таа беше во 6-та личка. Во 6-та личка бригада. А тие од 83-та до 2000-та година, дури Негуапсија Милошевиќ, никој не смееше, ни сестра, ни браче, никој не видов. Јованка беше кај мене во дома, овде, од оваа страна е зидот мој од станот. Кај што живеете? Таму идеше Јованка. Доаѓаше тука? Таа доаѓаше тука, едно 20 пратејци, овамо, прислушкивања, пратња и така. Добро, тоа е нормално. Втор пат победив на уставно кога се Слободан Милошевиќ донесе одлука да го испратат во Хаг. И многу адвокати бевме тогаш нивни. И тогаш напишавме ние захтев за оцена уставности и јас докажев дека тој закон за испорука на Милошевиќ, заправо на продажба Милошевиќ, не е тач, не е устав. Е 2 пати успев и 2 пати политички. Ето е. Тоа тако ми ни една слуга. Не успење еднаш.
А ја за заклев за Филота Фила, нели големиот адвокат Он е, за него сум јас мал, црв. голем адвокат во поранешна Титова Југославија. Јест. Што беше суштината на Јованка Брос? Па не му даваја, не сакаја да признат право на наследно право. Толку е целата прича во тоа. Да ги наследи, значи, тие права од незиниот сопруг Јосип Брос Тито. Сакаше таа сакаше пензија Ко секоја жена. од секоја жена. Рекоја дојде Фадија и Хоџа и рече Тито, па ние примао плату, ми смо го издржавали. Меѓутоа тие заборавија дека постојат званични и постојат тајни службени листови. Нормално, пошто се распаѓаше Југославија, јас добив. Тајните. И покопа така. И онда рече поклони, тоа се државни поклони. Али Тито донесе закон, по кој имаше закон о поклонима, со 2 члана. Први, поклони од веќе вредности се сматрају властиштвом државе. Тој е члан 1. Члан 2, од овога се изузима Јосип Брос Тито, поклони. Значи негови. Да. Ето барав јас поклони и барав пензијата. Оно што е незино и ордење. По законот, само орден народnog хероја се носеше, се враќаше назад во некој музеј исторички, али све други, тие беа милионски вредности. Имаше орден Суваров или како А кој не те Суваров, па има. Да, тоа не знам кој имаше со посебни драги камења. Диаманти тој да го продаде еден орден. Милиони. Да живи 1000 години. 1000 години, да. Тоа не дава, ништо не дава. И добро, господине Фила, што човек беше Јованка? Нели имаше приказник, ќе го наследи Тито? Мелко Сиремао Бандеран? Тоа све беше кујна на Љубичиć, Доланц, Рато Дугоњиć од Босна и Херцеговина. Генералот. Да, тие се причај намерно направија да е зацрнат. Таа жена беше полуписмена. Таа учеше, нема основна школа има. После нешто измислија таму. Приватно? Ма да, ништо нема завршено жена. Нема, нити имаше капацитет. Она беше личка селјанка, врло бистра, sa добрим сватањем, добрим прегледом, бистра, али не е интелектуалка. И сега тие мислија дека Индира Ганди и Сиремаво Бандаранејке, кога им загинаа мажот, односно татко, дека таја сака да биде уместо Тито. Тоа нема. И почна да дава, дека не му го тепаше, не му даваше лекарства, не знам што му правеше и не знам и тамо и вамо. Меѓутоа, оно што е дефинитивно част на Тито, ни до крај на живот, ни која беше во Љубљана, стално му потураја да потпиши зактев за развод. Не сакаше. Не сакаше? Не. Го бранеше, имате вие нели една изјава, кај велите дека пиштол носела секогаш со неја. Да, беше последна одбрана. Последна? Па да, последна одбрана на Тито беше таа. И во Француска испусти ташна и пиштол. Во Франција? Во Франција, во приемно беше. Значи си носеше во женската ташна? Да. Значи, да го брани. Да загини таа пред него. Значи, тоа е задачата? Тоа е беше задача. Лична Али не е појке од тоа. Значи, до тука заврши? До тука, ништо. Нити нареđenja не. Таа е оно што ми кажуваше и мене, и на мајка ми, на татко ми, а после на мајка ми, со мајка ми многу. Пријателки беа? Така. Тоа е едино што имаше жал, што се жалеше дека не им даваја послуга, која е културна, култивисана, да знаат што да послужат, да каде и кој, по кој рецепт. Таа знаеш, гледаше како се прави. Например, отиде во Јапан и таа сакаше во бело да се облече. А во бело, во Јапан е тој бојат жалост. На жалост.
I to znači ti kad dođeš kaj nekog ocrnina, koliko da nosiš flor, kaj go navrediš čovjeku. I ovdje se ufatija sa glavom, ja pikne avokada, ja izmjerim sve sredija i kada i kupija nešto da se obleče i da ne vidi to. A zato što taj veleše, lako je Tito. On stavi svoju maršalsku uniformu i baš ga briga. Da. A ja treba da se mislim. Ili, na primjer, u Beograd i beše večera za ovije neangažovani. Ali se islamisti site. Ne vrzanite. Ne vrzanite. I to ja sad slegla dole da vidi kako je pripremljen u Beli dvor, vo salata odavde. I što gleda na masata stavljeni pomaranđi svitkani vo papir na koji piše Jaffa Gold. A ovdje su Izrael dojde da go vika Tito, da se obračuna sa Izrael, a ovdje je jadat. A nije jadime Jaffa Gold. I jedan čovjek, zastanal novinar, na penđere. I ovaj go gleda, reče, ko je bravo je? Ja, nemamo pojma. Kje go ubije čovjek? Da ne beše treba. Kje go tepa? Da, kje go tepa. Znači, bliska beše so vas familijarno, so da, majka? Ne, pa stalno beše kaj nas. Kje vas doma? I cela na seko 4-5 skali po jedan beše. Po jedan, od policija? I jedan den, evo je anegdota da vi kažem, se javi nekoj od Germanije, preko prevodilaca, advokat nekoj, mi bara reče, ako sakate da vi pribeležite ovo što vi kaže Jovanka, neka bi autografija i nešto takav, i ke vi platime sve koja strana po ne znam koliko marki. Što znači da i za mene i za Jovanka mnogo pari. I ja si velam na Jovanka, slušajte, rekao, tako i tako stvari stoje. Ako to uradimo, nema nikakvih problema, kratko ćemo da živimo do vrata, rekao, vi ovde, a ja kad izađem za vam. I počne se smejiti, a ja daješ. I edini pad, koga mi zazvoni telefon, evo ovde, kaj što sedam jaz, koga zazvoni telefon, i jedan mi se javi od Savezna udba, Tomo kaže, nadam se da si dovoljno pametan. Jesam, rekao, hvala. I to znam čovjek. Da ne se napiše knjiga. Da ne se napiše slučaj. Gospodine Fila, mnogo raboti znaeš raboti? Znaš, kako ne znaš, pa za sve koji znaš. I so ovaj Sadat vo Egipet, i so... Vidi, taj za mene beše izvor, ne za politika, nego za ovo sve što vide. To ja bi snimil film i bi napisao knjiga za ono što znaješ i što vidiš. Vidim, na primjer, Nasser, koga pobedi u Egipat. I Nasser mu reče na Tito, slušajte, gospodine Tito, ja ne znam, mi smo pobedili u revoluciji, ovo na srpski, kako kažem, zato što... Da, polesno je. Ne je polesno, nego da autentično. Da. I kaže, ja ne mogu ovi ljude da kontrolišem i tako. A pa to nije problem, kaže, samo da vam se ja nekoliko dana, da vam održim predavanje. 3-4 dana je pripremao Tita Nacera. Kad se Tito vratio sa Galebom nazad, onda odjednom su nestali saradnici i sve je bilo uredno. I sredi. Gi site. I sredi site. Znači u 4 dana. Da, gotovo. I nauči sve što trebaš. A najinteresno beše, taj otide Tito i Sadat. Odledo je negde u pustinja, Ambar el Sadat. Isto predsjedatelj posle. Na Egipat, ne li i na Egipat. I izlego je negde u Afrika, u nekoj pustinja. I reče, spije me vo šator. Šatori napravljeni i tako sve luksuzni. I vidim nešto od mrda. I ja da vidim, gledam što je. Olkava, reče, zmija,
vrti preko nođete na Tito i moj. Ja gledam odavde i opizdu. Eto, takvi doživljaji beja 99% od ono što vredeš. Od razgovorite. Od razgovora. Tuka, znači, sedeš. Da. Obožavaš da jadi gurabiji so majkami. Gurabi. Majkami, znaš, grčki... Da, od Grca gurabi. Gurabjes i gurabije. I gurabije jedne i druge. Znači, obožavaš u gurabi? Gurabije, da. Tuka, Jedne i druge. znači tuka vova kancelarija kaže... Ne, vo stano. Vama, a to ima i do Ageno i tuka. Ne. Tamo na to stolče Arkan ima sedeno. Kaj što, karši? Ne, ovdje kaj mene. Ne, Arkan... Arkan, ali ti sedeš i kaj što ti... Kaj što sedaf jas. A jaz bev tam. Arkan dojde toga da smislam ime to na strankat. I Ceca znaju, praša je Ceca, sve kje ti reče, Toma je, kaže, naš kum. Tuka, znači, je napravio. Dajde i napravi da vidi stranka srpskog jedinstva. Tije dojde su nekoji savjetnici, da se vika republikanska stranka, ne znam, kad bi rekao, nemojte Ameriku da stvarate u Srbiji. Stranka srpskog jedinstva, to je to. 3S. Umjesto 2S, umjesto 4, samo sloga Srbiju spasava, ono 4S što ima. Ocilo su, u stvari nisu S uopšte, ali nije ni važno. I ne sakaše tamo da sedi? Ne, mi reče samo da zatvoram zavis. Tamo je prozor, ne li? Da, prozor. I zad mene beše otvorena zavese ili otvoren prozor. Zatvori prozor i zatvori zavesu. Da ne gubije neko. Da ne gubije. Томо вела дека на крај на живот нешто сте ги растуриле односите. Не. Не ги имавте растурено односи да сварка? Не. Види, тие беа двајца воđи у то време. Аркан беше и неки Дарко Ашани. Исто пријатели еден и други со мен. Белградско подземје, како да го? Добро, на некој начин и и не. И Дарко го убија црногорците. Дарко Ашанин беше од две сестри. Еден син беше Дарко Ашанин, другиот Булатовиќ, овој министар војни. Павле Булатовиќ. Што го убија и него? И него. Прво го убија Дарко Ашанин, па онда Павле. Не можеа прво Павле да го убијат, па овој, затоа што овој ќе се светеше, знаеше тачно што е. И јас знаев дека ги убија двајцата, обавештена служба Црногорска под овој Мило Ѓукановиќ, така е. Зошто ги убија? Па затоа што тие се уплашио да не извршат некои државни удари доле и не знам што. Така да иначе ги елиминира. Ги елиминира. После тога Аркан мислеше дека е потпуно безбеден. Немаше од кого да се плаши. И ја 3-4 пати се видовме сами и се видовме тука во Чумичево Сокаче. Ту имаше некоја мејачница. Ајде го попијемо кафу, реко, што идеш сам? А каже, нема опасности више за мен. Значи беше сигурен? Сигурен беше, али не знам, јас, моје мишљење почна да проширува. Се смешаше во музика. Секоја композиција прво мораше кај Цеца дојде. Па оно што не сака, тогаш можеше други. Ке други, да. Па онда во спорт. Па неки рекет беше. Па осигурање некои таму натаму. Дека да овие другите се осетија угрожени. Па хотел Југославија, па казина, па... Хотел Југославија, па имаше златарски радњи, па имаше мењачници. Све овде во Чувинчево, Сокаче. Беше него? Него. Така да, многу се прошири. И некој, замислам и да предпоставам и кој, се собраја едни од овие љуѓето и платија. Од криминалното милје? Не сум сигурен. Од овие другите што работе. Што работе со музика, со
Aha, society. znači во тој дел, Tvoj deo. од музички, од Pa бизнес. od muzička, od sport. To je Obilić, ne možeš nikoj da izgubi od Obilića. Така беше. Tako je beš. Шампион нели стана, па Da, Bože, sačuvaj i slično beš. така е. I onda, vo sve se pretkaš, eto, to je. Тумо вела дека пред крајот на животот има разговори со Хашкиот трибунал, дека некој брод во црногорските пристаништа тука има некој разговор, дека вие сте го советувале да признае вина за да може да биде. Ne, nikoš. Не било тоа. Bože, sačuvaj, niti gleda fijasko je vina. Pa, obvinitelj pokušavaše mene da me obvine. Вас. Дека sam financijer na stranka Srpskog jedinstva. Дека сте вие финансиер. Da, financijer. I kažite Toma Fila šta je radio tu za stranku. Собира податоци за вас. Pa da, a ovi je Murvela deka, pa Toma nas je branio i mnogo je naplaćivo. A u stvari ne je tačno. Da. Има плаќавте тоа или Ne, Bože, sačuvaj, tije mi je drže o bezbednost na kancelarije i na mojeta supruga. Koga jasno nisam tuka. I mene normalno. Tije ode ja po Beograd, so bombi, so puški, so strašno беше. Добро, како со овие криминалци успевавте да се справите? Нели обично се вели дека југословенската удба, која беше голема служба, ги користеше, ги ангажираше, не сега има оној случај со Мустач и со Перковиќ, нели во... Mustač i ovije, jedan den pred Jovica Stanišić da vlezi vo Savezna udba, izbega i odnese dokumentaciju. Цела документација. Cela dokumentacija odnese, Mustač odnese za Hrvatsku. Сега го osudio od Nemačke narobijeta. Udba Dolancova je grupa. Dolanc napravi jedan štos. Baraše da kriminalci osuđeni na sve 5, 6, 7, 8 godini robija za odavde, to gi vadeše od zatvora, im davaše lažni papiri, dokumenti. Ja imam brane tu ti njegovi ljudi. To je bio, nije važno koji se, jedan od njih beše Jarka. A ovi drugi ti ne sad ne rečem. I gi znajem sit. Gi poznam. I ti je odeja na dvor da završite određena rabota za udba. Da ubijet nekog. Znači, da završe da ubijet nekog. Tako ga ubije jedan Albanac vo Brisu. Така е. Хадри. Емер Хадри. Tako je, Enver Hadri. To beše Darko Ašan i Soli. I tije go na 4 semafora go čekaja da prvi koji je crveni da ga ubije. Prvi od zastane i Darko. Zapravo ne više Darko Lakonić gubi. Posle se obračunaja vo Nana, noćni lokal. Тука. Ja gi branim. И нив ги бранеше. Normalno. Svi ti gi branim. Добро, тие криминалци како реагират? Ви кажуваат работи? Vidi, da ti kažem nešto. Ubica laže. Лаже. Kao i silovatelj ili slično. I to je mnogo velika greška. I na ovo naše rukovodstvo, i na ono bivše. Bilo koje. Što mislat deka kazna, ako je kreni sa 12 na 15 godina, pa da stoji 50 i milion godini da staviš. Ništa ne znači. To je ubiva, čovjek go ubiva i se nadoja deka nema da go fatat. A ne da li ke odleži 12 ili 15 godina. Кој ќе опушта, том пак истото ќе го... Pa isto, ne, to je za silovanje, za ove drugi te ne. Не, а? Ali ovo, сега imame novi organizovani kriminal sa droga, sa sve. Не, или сега овие Sve кавачки, шкањарски. Tije se klanovi, ali se ovaj pad se vneša i droga. Kaj Arkan, nemaše droga ni slučajno, ni cigareta ne može. Добро, Ne može da pušiš pred nego, niti da piješ. I ja jedini ima privilegija da pijem viski kaj neko. кај него. Ajde, za tomu može, drugo ne. Ali ne može da pušim. Можно ли е вакви мокни кланови? Читаме што се случува, нели, клан Дарко Шарич, клан Кавачки, клан To je Шкаљар. organizovani kriminal. То без држава не може. Organizovani kriminal je definicija na organizovani kriminal je povrzanost sa policija i država.
Ako nema ta povrzanost, toga ne je organizovan kriminal. To je kriminalna banda koja provaljuje i krade i to ima 5000 godina. Kje se dogovorat nije trojica, ajde da odime juvelirska radnja, to tula, ili su po pametno nešto i da ukrade. To nije organizovani kriminal. Го слушав неколку пати и Анто Нобило, ваш колега од... Da, on je mnogo dobar prijatelj. Moj kolega, zajedno branavme Vo Hak. I to mi pomogna со некои документи и јас не мој и така. Добро, требаше Љубе Бошковски да го браните во Хак? Имавте некои разговори? Не. Тој, Љубе Бошковски, јас стално идев само кај него и тој ми правеше пита. Љубе? Љубе направи најарна пита. И кога пробав јас, тоа е за смење. Беш, сите од другите затвори. И ми рекоа, слушај, докторе, бре, бежи бре у пизду материну. Дај да ми пробамо ту питу, ти ćeš да једеш у Белограду. И од двај палче успех да го пробам. Значи знаеше да прави. Како не, одлично. Одличен беше? Питу, кувар е невиđen бурек. Тој беше со Шешел, со Милошевиќ? Да, со сите бе, да, токаш. Ке знаева и овој налепи, овој другиот, ни крив, ни дужан. Јохан Трчуловски. А, да. Вие тогаш имавме исто еден разговор, тој е некадека 2001, 2002, 2003 година. И тогаш вие велите дека тројца треба да беат. Еден албанец и двајца, ама вие на друг македонец се сомневавте, тогаш не на Јохан Трчуловски. Не, и немаше врски тој Трчуловски е да извршител. Ништо. Не, беа некој други во прича, али... Повисоки? Повисоки, многу, але не. Ништо не се направи? Не. Тога се заврши со Карла Дел Понте доби одлични дека Македонија ќе биде послушна и се завршија со тие Тому бевте на свадбата на Аркан вие? Како не? Со Владо Камбовски? Не, Владо Камбовски не беше тук. Не беше Владо Камбовски. Не. Вела дека беа српски. Најпојќе сликан човек на свадбата на Аркан бев јас. Испадна дека само јас сум бил. Дека за вас е свадбата направена. Да, направен. А овие другите под камера, од озгора, од лево. Се крие. Владо Камбовски значи не беше? Не беше на свадбата. Владо беше. Кој е Владо? Млад беше тоа. Добро, Владо беше министар за правда, кога ослободила министар со правда бе добри пријатели. И ден денес. Сме ваде и најарни пријатели. Владо доби внук сега од керката. Да е жив и здрав. А има од синот два сини керка. Мајка ми, жена ми вели дека керката е најубава на свет. На Владо? На Владо, внуката. А ова е многу паметен дечко, овој син, внукот. И синот му е професор на кривично право. Одлична породица е. Една од ретки со кој можеш да се гордееш со секој од нив, да го избереш. Добро, господине Фила, со Милошевиќ што е работата? Вие тука сте активно вклучен во целата. Нели серија снимја тука Српска радио телевизија? А јас бев 6 сати, овие 6 дена ме ставија тамо. Тамо најго главен лик бе. И со чаша, со виски. А бе, види, тоа е една животна прича. Јас бидејќи кои сите адвокати морам да менмам неколку кафани. Оти ние со многу клиенти се наваѓаме по кафани. Зашо по-безбедно, или? По-безбедно е, по-сигурно е... Но отворено, така. Не може прислушкуват. И тако е. Ба јас со Легија зборев на сред улица. Ајде, ти изаđи на улицу, па да сам причам. Ке зауставя неговите сообраќаи и ние. Ние на улица? Па сега се нови методи, а тогаш не беше. Немаше такви? Не беше такви. И за што сте? Зборевме за Милошевиќ, нели, за дека главен лик. Милошевиќ, не знам што да ви речем, на мене најпоќе ме интересираше што е зад него, šta се дешава. Што човек беше, например? Абе види, тој беше врло добар банкар. Така велат сите. И жената, па Борка Вучич, тоа е моја последња одбрана и која рекол поќе нема да брани. После Борка Вучич? Не брани, поќе во суд више.
i otidem za Hag da završam i se vratim. Имаше документи Борка многу. Da, ma ništa, oslobođena od ništa. После загинува на пешачки Ne, taja se vozeše so jedna i sinot od ta drugarka Neđina koja je zagina. I počela neka misteriozno ubistvo, ne. Što je misteriozno, sinot si ubi majka mu. Той возеше девојка и тој остане живи, бидејќи беа млади. И спадне од кола и тој заспа. И се гледаше во реконструкција дека заспа и закачи во средна. Така загинува Борка И Вучич. така закина. Банкарот на Милошевич, нели така ја нарекува? Така и беше. И се живо кој бранев, јас кај се докажа. Имаше документи, се знаеше. Имаше све. Сите трансакции. Сите трансакции чисто дојде овој будали разни дикичи. Сите. А вака, толку висока жена, Да, мала, али невиден. невиден мозок. Па Милошевич од кога беше ухапсен. И ухапшен и послат и во Београд, па после во Хаг. Кај не за секој ден беа амерички амбасадор, енглески, било кој. И сите овие идеја кај не за да учат како се банкарски трансакции се прават. Како се прават банкарски? Така. Бошко Костич, нели? Да, беше Бошко Костич беше исто фича. Англо-Југослав банка и така. Да, бре, сите ги знаев јас. И добро, како он од банкар, например, човек кој можеше во Њујорк да оди, кој имаше средби со Рокфелер, кој имаше средби со банкарскиот крем, одедна стана балкански касапин. Одедна стана човек кој мораше... Па Хашкиот трибунал е всушност направен за Милошевич, за да бидеме реални, нели? Така е. Али, кога беше Дејтонски споразум, има нешто што се криеш. И веројатно дека на во Дејтон никогаш не му спомнаа Косово и Метохија. Тоа едноставно не е тачно. Тие му предложија да на Косово биде распишан референдум во рок од 3 месеци. Па шо ќе речи народот, така да биде. Бидејќи 90% се албанци, нормално ќе гласаат за независност. Косово, така е. И Слободан Милошевич одби и рече не сакам да зборам, дајте ми го авионот да се вратам за Бел. Тогаш тие рекоја добро, ќе трниме од страна. Косово. И го зедоа на зуб. И знаја дека тој нема да потпише независност Косово. На Косово. Така. Тоа беше питање една врло занимљива детаљ кој ми каже, ми рече не важно, Булатовиќ. Момир Булатовиќ. Кога се врати ме викна мене. И седевме во вечење новости, во кабинетот на главниот одговорни уредник Раде Брајовиќ. И кога се расправивме дали Дејтон во реду или не. Јас мислам да не е, али после сватив дека е го прав. Момир. И тогаш му седна, му извади, пошто му се брзаше на Милошевич да се врати назад, затоа што Мира Марковиќ, под утицај на Човиќ, јас мислам. Кој Небојша Човиќ? Небојша Човиќ, али ја тоа нисам сигуран, али мислам дека е него влијание. Али Мира одавде рече дека се спрема државни удар. Доека Милошевич во Дејтон. Во Дејтон, да се спрема државни удар. И кој е чело на државни удар? Главни одговорен уредник на политика. Еден човек кој е и синот неговиот спиеше кај мене во канцеларија. Ето, во ова, кај што помина ти Тукале. Да. Блед, рекол, па не буде тој грешка, нека и така. И тогаш овој по телефон ги вика сите главни во составу на Југославија. Се каже, ви спавате, што радиш? Спавам ли у 3-4 ујутру. Спаваш, тие мени спремају државни удар. Кој државни удар? Какав државни удар? Ништа не може. И тогаш, за да не заборавам ово плата, тогаш беше Ворен Кристофер, државни секретар на Сјединјени Амерички држави,
I to vadi jedan papir, go potpišova Slobodan Milošević i mu dava na Vored Kristofor. Napišite šta hoćete, evo unapred potpisu. Saglasnost. I ovaj ga gleda, ko što ti mene gledaš. Ovaka, mu ga vrake nazad, vi gospodine ništa niste razumeli. So drugi zborom. Ja sam velika sila i ti ima da kažeš što ke mi tek. Ке направиш што ке сакам. Ke napraviš što ke sad. И нема да заврши тоа. To ti je činjenica koja posle priznaje. Дека беше to za Kosovo i ova. Значи го притисна. I Му наметна дека има сега, znate, da se vratime na početok priče. Да. Što je Severna Makedonija? Što je Srbija? Ništa. Nije izlegla Ursula von der Biden. Von der Leyen. Leyen, kako se vika. Morate da uvedete sankcije Rusiji. Niti Rusija ke primeti дека ima sankcije. Niti nešto nije može. Nego samo tamo može. Kaj što se mali državi tuka važi. Така je ad hoc tribunal u Hagu. Site to važiše za mali zemlji. Mala Srbija, mala Makedonija, mala Hrvatska. Добро, американците се исклучени од Хашкиот трибунал. Наравно сите. Они имат и Француска, и Германија, Така и е. Америка, и Русија, и Кина. И исто и од овој меѓународни стални суд за злочине. Исто тако се ти исклучени од Хашкиот. исклучени така. Значи то право, меѓународно право, важи за мали земји. Добро, господине Фила, вие му сугерирате на Милошевиќ да не збори, да не се брани во Хашкиот трибунал, бидејќи на тој начин легитимитет му дава на Хашкиот трибунал. И јас дека сум во право. Првиот ден кога ме послуша и првиот ден и рече не интересува ме. Не го признам што. И не признав и си излезе. И се предомисли. Веројатно Мира му рече. Сопругата. Сопругата. Тогаш, јас бев во Хаг. Тие направија банкет во обвинителство. Коначно, кажем, сад имамо све. Имаме судење. Имаме судење. И ќе го испљукаме и ќе го направиме и така. За колку го предадоа или го продадоа Милошевиќ? Вако. Ви имавте на полемика со Не, воопште не е според. со Небојша Човиć имавте една Така е. размена на мислење. Ali тој лаже. Зашто лаже? Зато што дефинитивно нивни преговарач Беговиќ објави книга и рече дека сум во право да заиста го продадоа Милошевиќ. 700 милиони евра. 700 милиони евра. Ми отпишаја дуг на Србија за да го продадат. Али, русите ми рекои, и за то немам докази, за ово имам, да не е спорно уопште. Русите ми тврде, во руски дом, колко ме викна еден од нив, многу висок. И рече Томо, 30 милиона долара е неко уско. Надвор од ова. Надвор од ова. Некој во джеп си го клада. Небојша Човиć беше градоначалник на Белград. Не, беше, али нема веска. Не, беше, не да објасниме кој е. Беше вице-премиер на Зоран Џинџич, нели, тој координатор за Јужна Србија или Косово, како се нарека. И после тога беше координатор. Му нудеа да биде наводно председател владе. Не сакаше после убијање на Зоран Џинџич. И онда Зоран Живковиќ еден Од Ниш. еден не знам ни како. Добро. Тој председател на влада, ова го заменуваше од Ужице. Тоа цад чувај баш. Наташа Милковиќ, како Милковиќ. се викаше? Зашто? Господине Пошо Фила, од помина ова државата. како Милошевиќ го фаќаат, како се предава? Вие тука објаснувате дека кај вас доаѓа легија во некои фантомки, ја плаши видите вашата како фамилија, кобрите го чуват. Можеме ли тоа да Ево објасниме? да ти објаснам овако. Првиот ден, тајфата на Зоран Џинџич пробаја со оружје на 5. октобар. Влегоја во станица милиција во Мајка Евросиме, тоа е одма овде. Одма од 100 метара од собрање. И собраја оружје. Дугачки цеви.
Тогаш проба е еден ден пред да стигнам јас. Јас бев во Хаг. И тогаш тие пробаја да направат еден штос. Да таа банда од овој Спасевиќ и Кум, овие што беа од Земунски клан. За нив мислите за таа? За нив тие се гледа на фотографии, на Тие филм. учествуваат во апсење на... Да, и да пробат тие да го апсат, да го однесат до Тузла, таму кај што беше тие, и да рече дека собраа 5 милиони и еве ние не сме криви, некои криминалци го киднапирале. Киднапирале Слободан Милошевиќ го да. Меѓутоа тие се зезнаја дека тогаш уште Павковиќ не беше во договор. Значи Павковиќ се уште е на страна на Милошевиќ. На страна на Милошевиќ. Начелник на И генералштаб. неговите и го чуваа кобрите. Тие се... И тие не може... Па една кобра 100 тие криминалците. Толку вредат. Ужасни су вредни. Тоа е најерна единица кој ми има. Кобрите. И тогаш дојдов јас. Се враќаат од Се Хаг. враќам јас од Хаг во Белград. И знаев, предпоставljав дека ќе ме вика. Оти пред месец, 2, 3 дена, 3 месеци порано, кога падна 5. октобер, ми рече дека ме моли да се видиме и да јас влијам на директорите, на вестници, главни одговорни уредници и таму, да не му ја чапкат фамилија. Ако имат со него да се обрачунават и со жена му, а не децата. И јас собив неки разговори и престана тоа стварно да чапкат кои сега што прават против Александар Вучиќ. Те синовите, овамо, те мајката, те сестрите, не знам ја што, тоа е... Се меша се. Се меша све и испод сваки ниво. Така е. И под ниво е. И јас дојдов. И отидов во викендица. И во еден сабајле ме викат. Во еден сабајле. Еден сабајле ме вика и рече дојдете горе. Реко ја Тој Вила Мир. не. Од Вила Мир, Да. Тамо беше и овој првиот покушај. 6 дена ги држаа без струја, без вода. Без вода. Без струја, без вода, смрдени и сити. Читав, мислам, Славица Дејановиќ, и така се викаше, кој вели дека со кисела вода морал да се... Тоа се избрича сабајле, па пред мене се бричеше со кисела вода, за да може... немаше вода. Немаше вода. Немаше вода, а тие се враќаја навечер, Славица Дејановиќ, тие доаѓаја сабајле и се враќаја. Вие цело време? Не. Ти во овој филмот во филмот испе 5 дена пијам виски сам. А зашто пијам виски? Затоа што тоа заборавам. Немаше вода. Не е тоа. Бидејќи се менвав многу кафани. Така. И едино што е сигурно на исто место е виски. И јас научен сум на Џони Вокер. Црвена етикета, не црна, кој што сега пијам. Него ова црвен. Тоа е најефтин. Денес ракија, било која осим шливица е поскапа од виски. Така е. Значи, не бив луксус, али оние, пошто не знаев да возам. Нити никоја што не су возам. Никош не сте возеле? Боже сачу. Нити ауто, ни авион, ни јахти. Сите ми залепе на мене. Заради татко ми, мислам, млад бев јас. Рекој, ако ја не знам да возим ауто, па не ќе војде да научи да возим авион и бродове, браќу, става ми бе. И така не е важно. Ето зато пиев виски. И пошто сите знаат дека пијам виски, на таа телевизија, јас стално чаша со виски држав во раце. А бев 6-7 сати бев укупно. И што се случува тамо, Фила? И јас на враќање рече, очете кола да вам пошалjem, не треба, реков, довише моја жена. И пред оној плато, Титов музеј, тамо е плато е. Застана и ја гледам, ме чека џип со фантоми. Легија? Не, рекол, ко си бе ти? Каже, Тома, бре, како ме не препознаеш, како те препознам? Рекол, молим те, иди код Весна и смири. Тоа на Легија? На Легија, пошто е знao и он Весна. Отишao kod njeve, ne brinite ništa, ja sam samo, to mu nije.
I nije tako napravljeno kao i Milošević. I prvo sedam 20 minuti i pola sata zbora me nije 20. Sami. Sam. Jedino što mu rekao, ja zapamti šta je nama komandant rekao. Njemu je komandant bio Arkan. Da nikad Srbin više na Srbina ruku ne digne. Na Si legiju. razumeo? Šta god da uradiš, na Srbe pucati nećeš. Razumem to, kaže i neću. Tako je bilo. Ostatak razgovora je ostaće Tajna. samo. Ne. Ali ovo je sigurno. I evo, pitaj ga sad, da ga pitaš kad dođeš, to će te kažem. I ja sam legao natre i gledam nekoj derle, Čeda Jovanović, ja mislim da je kurir. To je Odeše, stalno se vrakeš, Odeše. Jedni tek drugi tada. Da, jedan drugi. I otide dovde i mu donese nekoj pečat, državni pečat, plastična kesa. Pa da je ponižavajući. I to je lupa pečate da potpisuje. Na dogovorat. I evo ti ovo je ta knjiga. A ono što je interesantno, ja si imam pločki, dnevna soba, vikendica. Vamo, Grocka. I zborom su Miloševića, svoj Ivković, ban. Branislav Ivković. To je, mislim da je to, ne sam ni siguran. Dakle, odavde se krena pločkite ovako pred mene, kao slovo T. Evo ovako, od mojte noze ovako. I vidiš, i slikam. Se krevat pločkite. Se krenu pločkite kao slovo T. Od telefona, to što ste. I otidovi, ja postavim kad patrijarh utreda. Kaj neki znak je, kaže ti, moraš da ga braniš. Kaj patrijarh od Pavle. Pavle, to je bio savjetnik. To je беше kako Ja sam mnogo jak vo crkvat. Ja sam predsjedatelj na crkvena opština grad Beograd. Zamenik na patrijarhu, koji je mitropolit Beogradsko-Karlovački. I član na upravni odbor patrijarši. tuka. Srpske pravoslavne crkve, upravni odbor patrijaršice. Znači, 3 funkcije imam. Pogolem su vo crkva nego Имавте некоја улога во признавање на Македонска православна црква? Kako ne, mnogo. Pa ja dedo to go donesao pred 5-6 godina. Део Стефан. Dedo Stefan. Zajedno počnavme, donesao jas i otidovme kao i patrijarh Irinej, koji beše na to da te se priznaje Makedonska. Уште од патриархот Toga što, samo patrijarh protiv Bea Filohije Crnogorski Radović. i Irinej Bački. Ирини Бачки, Буловиć. Ti je bio Bulović, ti je bio protiv. Значи тие цело време се против. Celo vreme se protiv. I ja pokušav, ja bev svedok, zbora patrijarh Pavle, Irinej. i Dedo Stefan, i ja bev prisutan, se zakolno, Дека нема да кажете. ne. Колку траеше? Sat i pol, dva. Се договори тогаш? Ne. Иначе тогаш вие со Дедо Стефан и со Иринеј Beše sporno. Sve beše dogovoreno, osim jedna rabota, baraše patrijarh Irinej da se spomnuva. 1959. data je autonomija na Makedonska pravoslavna crkva. So ta autonomija od 1959. godina praktično je beše i nezavisnost na Makedonska pravoslavna crkva. Ali posle toga je stavija neko anatema Irinej Bulović, ne bojke beše. Господине Фила, вие да се вратиме ке Милошевич му сугерирате да не подпише ништо кога траат тие преговори. Пошто знаете дека тоа е само во моментот за тој ден да се... Ne. To ima nešto, ali ќе ti objasnim. Тогаш potpišuvat jedan, i imaš tije dokumenti. Тука во книгата, да. I vo knjigate, imaš faksimili na tije dokumenti. Може да се вида така. Možemo, kako ne. Така. I ne znam kaj je Slobodan Milošević. Ќе го најдеме. Ima ovako,
Едно има подписано Милан Милутиновиć, Чедо Ивановиć. Ne, čudo. Ne, ovo prvo dokument da ga hapse, a nije to u vezi Haga. Koštunica, Milan Milutinović, Đinđić, ne znam kako je. Еве тука фотографијата. Evo, da. Да, Evo vidiš. еве. Evo. Тука е, значи, како се крева во форма на буквата Т. Vidiš da je to. Да, го најдовме. Pa sad go slikav zato da. I tuka imaš i sa Miloševićova ideje. Имате тука многу фотографии. Ne, to je se, valjda, ovo je prvi odel do knjige, ne znam. Ima i onaj dokument. Prvi dokument je potpišan da nego Еве тука сте со Томе Серафимовски и со Владо Камбовски. Da, sa Vladom, prijatelji sve. I to je prvo prašanje. Onda Zoran Đinđić mu potpiše i toga što otide Čedo da donesi pečat Во пластично. vo plastična kesa. Da. I potpiše u ime to na Zoran Đinđić. Da nema da go izručat nikoga švoka. Togaš, koga osjojda ti. I ostanavme da zborame ide što se rešava, što da se dešava dalje. Čeda Jovanović izbega, zato što Mira sakaše da ga ubije, Marija sakaše da ga ubije, pa izbega, da. I mi reče mu reče na Slobodan, od koga tebe tata ovaj Toma brani? On brani Čedu, a ne tebe. Kaže, nema ovaj, kaže, smiri se čerku. I toga zborav to mi reče, te vredi ovaj dokument. Vredi ti za noćastre. Noćastre neće poslati, ali ćete poslati sigurno. I onda Mira, pa dobro, pa nije to tako, pa meni je Bane Ivković obećao, pa ovaj mi je obećao, pa onaj mi je obećao. Nema ništa od toga. Ништо не се исполни. Zoran Đinđić, pojke pa ti bevkajno. Ja neću da ga izručim. Sudit ćemo mu mi u Srbiji. I rekao, evo ovako, rekao Zoran, ja ću da donesem moju diplomu, ti donesi tvoju. Jednu od dve cepam. Ako bude bilo koji sud osudio Slobodana Miloševića za ove budalaštine što si ti napisao, što ste napisali u optužnici, u ovome zahtevu za sprovođenje istine, ja ću da iscepam moju diplomu, neću biti jedno. A ti ćeš da iscepaš svoj, ako bude oslobođujuće presuda. Ne pomina mesec, 2 dana, ojde u to je Hrvatska, po posete zvanična, i izjavi, reče, pošto ja moram da go puštam u Hag, pošto shvativ neka ne postoji sud vo Srbija koji bi go sudio. Дека нема суд во Србија. Srbija koji će go sudio. Pa za tije gluposti što to bi evo vi ne pilo. Нели таму беше милиарди, па Ma nema пари, ništa, па bre. Казахстан пари, па Da, i ništa. Таджикистан. Sve se utvrdi da nema. Pa Dinkić, dobra budaletina od Dinkića. Ima meni je stepen. Budala je budala, ali budaletina to je pogolemo. Значи, на енти степен, да. To i dojde na Kipar, prvo mu otvori sef od ambasador, odmislivo, to je jedan sef. To je misleše natrede, to se milijardi na Milošević. Tije 2 milijardi trebeše jedno 4-5 stanova da se napoznat, kako to misliš. Pa onda dojde u Kobu banka neka je Borka. I tije garažata. I ja izmačkaja ponovo, znaš, mislim, da osvežat boja. A, tu su pare. Kršite i počne da kršite. Eto, koji budali be. Да ја кршат гражата. Da, garažata je skrši. Cela da bara pare ti kaj se. To čovjek ne je normalno. Тому Легија го браневте, имавте некоја улога во предавање и така натаму? Ne, Legija i ja s bevme prijatelji do taje noći. I posle.
Povinuo posle беше судење. За убиство на Зоран Джинџич и така. Не то. Беше судење, беше за покушај. Убиство Вука Драшковиќ на Ибарска магистрала. Кога го убија братот на Даница Драшковиќ. И уше двајца негови, од кои Осман тројца беше, сите 4 се убија. Од кои еден беше мој пријател. Саборац. И јас се видев и саучествував, беше љут Вук на мене, па Даница, и после помиривме. Сватија дека јас само своја работа вршав со најучтивиот могучи начин, пристап. Vređaja tije, ne imaš. Imate tragedija i što da. I тогаш двајца од групата на Легија, од ЈСО, беа обвинети да тие организираа напад, свеживо. И Керте се бораше, сведочеше во корист на обвинителство. И Легија, тогаш тие двајца од страна на МУП, значи на МУП на Зоран Джинџич, Михајловиќ беше директор и Бија беше Петровиќ. Добија лажни пасоши и лажни идентитети за нив и нивните жени. Овие двајца? Тие двајца, кои се оптужени као и Раде Марковиќ и ови из Бие. За атентатот на Вук Драшковиќ и Ибарска магистрала. Никогаш не се разјасни, нити сакаја тие да разјаснат под Зоран Джинџич, кој им даде тие документи. И тие тигаш, овие не беа на власта. То беше власт на Демократска странка. Господине Фила, ги браневте овие луѓето кои беа обвинети за атентат на Зоран Джинџич, Звездан Јовановиќ и така натаму? Не. Звездан Јовановиќ беше кај мене некоја сестра некоја. И рече дека ќе повлече признање. Рекол да тоа грешка, треба да остане при признањето, заштото и покаже и да е пушка и... Чист е случајот. Јасно, чист е потпуно. Али јас реков дека треба да се брани поинаку. Треба да се брани по политички кривац. Идеологија. А неко криминалот. Така. И реков јас да треба да се брани као што е на Франц Јозеф. Бе од Сарево. Како се викаше? Чобриловиќ и овие... Како Гаврило Принцип. Гаврило Принцип. Јас реков да сакам да го браним, ако сакаш да го бранам, ќе го бранам како Гаврило Принцип. Да го убив затоа што очекуваа дека ќе испорачат во Хаг дека и за ЈСО што правила и како правила. После тогаш беа избори и ме објавија на сите овие опозиции на билборди. Тоа е една кретенаста фаца, тоа не може да ме препознаеш, фала Богу. И написали, замисли како Гаврило Принцип за тому филу е Звездан Јовановиќ. А јас реков дека поарно е да се брани као политички кривац, од тогаш има други третман во затвор. Отколку вака како криминалец. криминалец. И се дозна тома... И тоа и сега мислам. Се дозна кој учествувал, нели многу приказни имаше, британци Јасно беше, тоа е Звездан и по нареđење на Легија. На Легија. Исто Иван Стамболич, тоа е све чисто. Тоа е на Фрушка гора Иван Стамболич. Не, овде е во Кошињак. Киднапиран и после закопан? Закопани и сечени му раците. Затоа што тие толку беа, не знаеа дека има ДНК. Да мислеа само ако ти сечеш раце, отиси прстиот нема и не се знае. Дека нема да се знае. Да. Том... Мислим, кретени. Последно прашање. Милошевиќ
Отруен, убиен во Хак? Не, Што се тоа е случи? само исцрпљен. Имаш и Домагој Маргетич, овој што е хрватскиот новинар, некој интервју. Причај глупости. Основно беше тој научен како он е исто колку мене. 25 дена помлад од мене. Ето, По години. по години. И ние сме научени папирно да гледам. Јас и ден денес читам вестник, папирни вестник, не можам да читам На телефон. на телефонот, то не ми е задоволство. Што не го сакам да читам па да размислам. Ето, тој. Така и тој сакаше да му се пуштат во папир, во све, сите докази. И му дадоа една соба преку пута него да му служи кој архив. Прашина натре. Слободан Милошевиќ беше болен од ангина пекторис, срчани болести, све друго здраво ко дреб. Ништо не му фали. Ни шекер, ни ништо. Не, ништо. Само ангина пекторис. Ете, ангина пекторис можеш да живиш 1.000.000 години, али ако нормално живиш. Тој умре од исцрпленост. И од тога умре. И така срцето му Попушти. попушта. После прича, не знам имал ова во крвта, не знам. Па лекарства за лепра, за... Адвокати му даваја лекарства да намали притисак за да оди во Русија. Па тој да сакаше да оди во Русија. Па нудеа русите пред 5-6 октобар да оди со авион. Како го пушти синот? Така можеш и тој да оди. Не сакаше во Русија? Не сакаше да одговара овде. Ако треба нешто тука, Во Србија? во Србија. Не очекуваше дека ќе го Не, испорачат? тој веруваше на Тоа што е подпишано? Тоа што е подпишано и на Зоран Џиџиќ. Јас се денес и овие сите тврдат дека не ја верувам. Јас ти велам дека му веруваш. На Зоран Џиџиќ? На Зоран Џиџиќ дека Бане Ивковиќ му рече, мени е Зоран Џиџиќ гарантова. Онда ја верувам. А тоа не е така. Господине Фила, фала многу. Нема што. Ова беше интервјуто со Тома Фила. Во четврток 22 часот и недела во 22 часот две бомбона интервјуа со Вели Борџаровски Џаро. Вели Борџаровски Џаро, кој 50 години е тата мата на македонската и на екс-југославенската естрада, човек кој има поминато сито и решето, меѓутоа гледате, има многу работи кои ги нема кажано во интервјуето кои ги има дано. За атентат на Сашо Мјалков, за атентат на Тито Петковски, за Никола Груевски, така натаму и така натаму. Две бомбона интервјуа, односно едно интервју поделено во две емисии, четврток во 22 часот и недела во 22 часот. До четврток во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде да си.